манекенка, мис на Македонија, единствената мис карантин на светот. Денеска во без маски, Кристина Димитриевска. Здраво. Здраво. Добре дојде. Ви благодарам на поканата. Ти си периодов многу активна со музиката, меѓутоа денот ќе го почнеме по едно од твоите омилени места во Скопје. Пред да влеземе внатре да испиеме едно капе, кажи ми дали повеќе готвиш, дали јадеш дома или повеќе јадеш во ресторани? Па, ако се лажеме дома, не, повеќе во ресторани, бидејќи, работам, снимам, мора да седнеме некаде да јадеме, доаѓам го земам син ми, одиме да шетаме, пак јадеме надвор. Но мислам дека е битно да поминуваш време со неблиските, а каде јадеш и дали готвиш навистина, не е битно. Дали си гурман? Па да, сакам да пробувам, но има некои работи што постојано ги јадам. Омилена храна? Омилена храна, леле италијанска, само што не е баш добра. За линијата, точно. Дали постои некоја работа од која што се лишуваш во моментите кога снимаш некоја битна фотосесија, кога одиш на некој од изборите за убавина? Бидејќи сум и лиценциран фитнес инструктор и тука научив дека немаш потреба да се од ништо да се пазиш. Ако знаеш како да дозираш, секогаш можеш да јадеш и благо, да јадеш и нездраво. Бидејќи на крајот на криштата секогаш му треба на организмот така наречен шок и масти и било што, но сепак тоа да е еднаш во неделата. Ние го одбравме најладниот ден очигледно за интервју, да влеземе внатре да се стопиме. Да, може. Ти на 15 години освои првата титула за мис Зимско бабица, мислам дека беше. Да, дали во тоа време мислеше дека манекенството, моделингот ќе ти станат професија или се пријави само за да си го направиш кефот? Од 15 години почнав со манекенство и немав некоја цел да направам некоја кариера, туку имав цел да добијам круна. Секогаш што го сонував, не знам, како некој соно након малечка. И кога ја добив таа круна, таа беше најпосебна. После тоа добив уште колку ќе знаеш на број? Не знам точно, искрено, ама ниту една не ми значи како првата. Затоа што првата е навистина моментот и ден денес се сеќавам, значи таа трема, тоа беше навистина нешто посебно. Бидејќи учествуваше на многу светски избори за убавина, како изгледа позади сцената на еден интернационален избор? За сцената на еден интернационален избор е многу тешко. И тоа што излегуваме една вечер, ние месец дена таму сме, стануваме многу рано, се спремаме, до вечер имаме проби до некогаш и до 2 наутро можам да кажам дека остануваме. И многу сето тоа е навистина захтевно и не е лесно баш така како што е готовиот производ на крај. Добре, тешко ли е во целото тоа време додека ти излегуваш да бидеш насмеан, да бидеш добро расположен? Кога нешто или го мора сакаш, или мора да се одглуми понекогаш? Па ако секојдневно работиш во било која професија, некогаш нормално дека и глумиш затоа што не секој ден не е баш, не сме секогаш позитивни, некогаш не се случуваат и некои лоши работи. Но во главном јас ја сакам многу работата и работата ми исполнува и немам простор за глума затоа што го сакам тоа. Што е најстрашно на тие избори за убавина, кога одиш надвор? Да се сеќаваш првиот пат кога замина надвор од Македонија и кога требаше да учествуваш на еден голем избор? Леле, Што те плашеше најмногу? Првиот пат, верувале или не, беше во Кина. Заминав баш онака подалеку. Не гледам ништо страшно на тие избори. Не можам да кажам дека е нешто страшно. Дури можам да кажам дека само позитивно е. Сега имам контакти од скоро целиот свет. Колку тоа што настапуваше на избори за убавина надвор од Македонија, ти ги отвори вратите? Дали те бараат различни агенции или тоа се сведува тука на Балкан? Колку ти ги отвори вратите во светски рамки? Да, ми ги отвори доста рамките секаде. Можам да кажам дека дури на 17 години имав понуда од агенција од Америка, бидејќи мојата тетка секогаш ме постираше кај неа и некоја агенција, некој менаџер ме пронајде и ми нудеше договор од 5 години да идам и да останам таму, но некако мислев дека не сум доволно зрела за да се преселам баш така одсечно одеднаш во некоја далечна земја. Жалиш сега за тоа што ја пропушти можноста или не? Па не, затоа што многу работи сега би ги немала, но можеби ако сега размислувам, можеби би заминала, чисто да пробам и да видам. Ти си најверојатно единствената мис карантин на светот на изборот што се одржа минатата година. Од денешен аспект, кога ќе се сетиш на изборот, колку ти беше тоа чудно, неверојатно да не излезеш директно
на модна писта, туку изборот да се прави онлайн? Искрено се надевам дека и после на мис карантин ќе бидам на светот, заради тоа што не би сакала да не повторат некои такви болести. Што се однесува до мене ден денес ми е чудно, затоа што седам дома и добивам покана да учествувам на светски избор, каде што имаше преку 200 пријавени. И си реков, ајде, зашто да не, секогаш се што е поврзано со работата го сакам. И испративме, да, дома снимавме видеа и пуштавме и се и да општо зборевме за нас, се беше преку онлайн. И кога беше полуфиналето, влеговме во топ 15 и си реков, добро, тоа е тоа. Сега немам некој очекување за понатаму затоа што преку 200 пријавени е веќе конкуренција и задоволство ми беше што бев во тие 15. И кога прочитав во финалната вечер дека Кристина Димитриевска го освои првото место, се сврдам на кај мајка ми викам, јас сум стварно и она како да ти си. Друга нема. Не викам, не верувам. И додека не ми се јави Мики Црногор ми каже честито, победивме и ја викам, ле, навистина не ми се веруваше. Чудно некој искуство, но ето сакам предизвици. Каква награда доби од тој избор? Дали остана само титулата која што ја доби нели усно или ти испратија некоја круна, некоја лента, нешто конкретно за да знаеш дека си? Да, добив и круна и лента, многу убава круна. Можам да кажам дека е најголемата од сите добиени. Но ми ја доделија дури следната година, кога малку се смири ситуацијата, и заминавме во Косово, таму беше доделувањето и воедно учествував во жири, бев ме поканија за најубава, мислам дека мис Косово дека се избираше и имав чест дури да бидам во жири комисија. Оно што ти кажа кога сте се снимале за мис карантин дека ти помогнала многу мајка ти, меѓутоа дека тука се појавил некаде во видеото син ти дека протрчал. Како се однесуваат другите девојки кога одиш на избор за убавина, кога ќе дознаат дека си мајка, дека имаш син или членовите на жирито, кога ќе им кажеш, нели, имам дете? Па не верува никој. Мислам дека не веруваат и дека остануваат на тоа да не веруваат. Прво вика, не, вика, сигурно брат ти не лажеш, викам, не, вика, моја, вика, нема шанс, не изгледаш така. Но кога ќе видат и слики, викаат, леле, да, исте ко тебе, сладок е. Позитивни се, навистина, и секогаш викаат, секоја чест, колку се трудиш, колку работиш, имаш и детенце и сето тоа, вистинските луѓе тоа го ценат. Неколку пати имаш изјавено дека љубовта кон изборите за мис потекнува од твојот татко, дека заедно сте гледале кога си била дете. Што е денеска кога ќе ги види сите тие твои круни дома? Дали е горд на тоа што го правиш? Па да, можам да кажам дека он е виновникот за тоа што влегов во тие манекенски води, затоа што од мала јас знаев и пошто тренирав и карате и некако бев онака, знаеш, ако ми кажеше некој машко убава си, јас го тепав, затоа што тоа ми беше као леле понижување, не смеш тоа ми го кажеш. И некоја женственост, мислам дека дури он ме научи на тоа. Гледавме избори и секогаш тие дефилиња ми беа леле како ќе го совладам, јас ми беше многу тешко некако кога ќе замислев, но секогаш си викав леле еден ден сакам да добијам круна. И мојот татко веруваше од самиот почеток и се горде нормално. Сега веќе тоа е рутина. Не се воодушевуваат толку, но се поносни нормално. Што научи најмногу од твоите родители кога беше дете, а што сега го пренесуваш на твојот син? Епа, баш одговорот е во прашањето. Ме научија како да бидам јас мајка и како да комуницирам, заради тоа што мислам дека најсериозна професија да си мајка или да си татко. Секогаш потенцира да имам пријателски однос и се да им кажувам и они никогаш не ми забрануваа ништо, но тоа било со цел, затоа што јас секогаш можам да кажам било што и да ми се случува и они знаеа се за мене секогаш. И некако таа искреност и тоа пријателство што го имам со нив го пренесувам сега и на моето дете. Какво дете е Давид? Давид е дете кое каде да се појави сите гледаат во него, затоа што е прво секогаш е насмеан и секогаш сите ги гушка, сите ги сака, таков е. Да си строга мајка? Па не сум строга мајка. Секогаш сакам и да имам да му кажам нешто и да го искарам. Секогаш застанувам на неговото ниво, дали е седнат или и му кажувам, се обидувам да со разбирање да допрам до него, бидејќи мислам дека психологијата не можеш да очекуваш ти од 5 годишно дете како да е 15. Така да за мене мислам дека треба многу трпение како родител и многу љубов. И тогаш ќе те разбере, од еднаш, два пати, три пати, мора трпение. Го разгалуваш? Да.
тука не можам да лажам, сите таму викаат, леле колку ти е разгале. Ама мислам дека тоа е мајка. Меѓутоа ти не криеш дека Давид е многу близок со твојот брат и дека му е можеби еден од омилените личности на светот и дека брат ти посебно го разгалува Давид. Мислам дека дури ми спомна дека постојано му купува некакви колички. Да. Дали се уште има таа заедничка љубов за колички? Па сега им прерасна во некои други игри. Сега друго му купува, но да, секојдневно со него е најблизок и некако му е пример за машко, затоа што мојот син буквално израсна покрај мојот брат и некако имаат посебна врска и како да кажам, еден е вујчев. Како што кажа, во самата најава ти си последниот период многу фокусирана на музиката. Дали работиш на нешто во моментов? Со кого работиш? Да, моментално работиме еден кавер и нова песна истовремено со Боно. И ние постојано работиме всушност на себе од часови за пење, од проби секојдневни, така да не е баш лесно и вложуваме секојдневно. Така да но спремаме и настапи, се така да има време за се и сакаме кога нешто ќе го извадиме тоа да е навистина баш прецизно изработено како што сакаме. Може ли да отидеме сега во неговото студио да видиме што работи? Да му се јавиме или да го изненадиме? Да го изненадиме? И јас мислам така. Ти си лиценциран фитнес инструктор. Тоа ме кажа, дали држиш часови по фитнес или само во моментов вежбаш за себе? Работев со клиенти, но бидејќи сега се посветив на музиката и паралелно нормално и манекенски некои работи и снимање, навистина не можам да постигнам се, така да сега вежбам само за себе. Колку често вежбаш во текот на неделата? Дали имаш некој лимит или си оставаш како ќе те води денот, ако имаш време? Па вежбам секој ден, освен недела, бидејќи во недела е ден со мојата фамилија и тоа ни е останато онака баш од мали нозе и секогаш сме во недела сите собрани, ручак и ден во пижами. Напорно е да се вежба секој ден? Денот во пижами? Па и денот во пижами, да. Па не е напорно, бидејќи тоа е некоја рутина и искрено ако не отидам еден ден, некако имам некоја грижа на совест. Тоа се случува ако се занимаваш баш секојдневно и почнеш и навлезеш во тој спорт, тогаш ќе ти фали нешто. Како се грижиш за својата убавина? Да, можам за се да се погрижам, но единствено што не можеме да го избегнеме, тоа е стресот. Мислам дека сите луѓе поседуваат нека убавина, но многу е битно да се негува и многу е битно да се тренира, било каков спорт. И тоа исто, што внесуваш, така ќе рефлектираш и од надвор. Ако внесуваш нездраво и ако постојано пиеш газирано и јадеш благи работи, сето тоа и на кожата ќе се покаже. Така да мислам дека доколку пазиме, сите можеме да изгледаме подобро. И од подоброто секогаш има подобро. Си размислувала некогаш за некаква корекција на себе? Си направила нешто? Мислам дека со тек на годините секако ќе преферирам да се одржувам тоа што го имам и немам ништо против тоа, но никогаш не да станам нешто што не сум, бидејќи кога се занимаваш со манекенство и си зел некој титул и луѓето така те изгласале, навистина е лудост да се смениш. Да си го смениш ликот, да. Навистина е ладно. Ајде да одиме на кај колата и да продолжиме со нашиот ден. Постојано активна на социјалните мрежи, цело време нешто споделуваш, меѓутоа дел од тие твои објави се направени во кола. Се снимаш додека возиш? Да, тоа чисто го правам и можам да кажам дека мајка ми многу се нервира за тоа. Каков шофер си? Леле, каков шофер сум, не знам дали треба да кажам јавно. Мораш. Имаше еден момент, мислам, требаше, бидејќи тогаш имаше полициски час и требаше дома да сме, не знам до кое време беше сега точно. И тој во Белград имав емисија таму. И ајде да преспиеме, не ќе се вратиме. И возев до тука, значи до граница од излез, значи од Белград до граница Македонија за 2 сати и 20 минути, 2:15, 2:20. Така да ите каков шофер сум. А Риквард? Те бива за возење во Риквард? Па ме бива, ама во животот секогаш сакам некако напред. Не ми се враќа ичго, мрзам тој Риквард. Заради тоа што нели вика дека жените се полоши возачи од мажите, па тоа ме интересира дали веруваш во тие стереотипи или ти си една од оние што ги побиваат?
Искрено јас многу сакам да возам и буквално сум ностоп по кола, така да мислам дека си прави пракса искуствено и дали имаш адреналин кога возиш, ја го обожавам возењето и уживам во него, не ми е нешто и морам сега, него уживам. Летово, по долго време повторно се пишуваше, се зборуваше за тебе и за твојот поранешен маж Даниел Кајмаковски. Тој во еден момент те обвини дека си пробала да го отруеш со кафе, дека завршил во болница. Кога јас ти се слушнавме по телефон, јас ти побарав изјава, кога се слушнавме по телефон, ти ми кажа дека си издадена и дека буквално прв пат слушаш од мене за тоа што те обвинуваат. Ама брзо после тоа излегоа некои пишувања на медиумите дека дури полиција те викнала за да те прашаат, нели, што се случило. Која е вистината? Што се случуваше? Ово е прв пат да зборувам на таа тема и последен, бидејќи јас сум многу позитивна личност и не сакам да зборам за не сакам да зборам за некои такви работи, но тоа беше само една како да кажам, лажна манипулација која ја решив преку надлежните органи и не би зборувала понатаму за тоа. Така да луѓето кои што сакаат да изманипулираат и некому да наштетат, секогаш кажувам дека само на себе можат да наштетат. Кажи ми, како се чувствуваш кога ќе прочиташ навистина за себе? Искрено, како се чувствувам? Можеби пред година, дена, две, кога повторно се врати во јавноста, можеби ме допираа на почеток некои работи, но сега искрено не ги читам. Не читам лоши коментари, не... Еве, кога сваќам дека најбрзо ќе ти отвори песна или било што, или фотографија, тој што не те сака. И тој што не те сака, на сите ќе каже, ја виде каква е никаква, и така се шири, така ти си добиваш лајкови, па нека сум никаква, така. Дали мислиш дека и покрај сето оно што го постигна изминативе години, значи во однос на манекенството, еве сега со ова што го правиш со музиката, некогаш во животот ќе избегаш од епитетот поранешната сопруга на Даниел Кајмаковски? Мислам дека мене не ми смета тоа. Мислам, тоа е мој избор и му е минато и не се срамам, не би го избрала, не сум направила ништо срамно за да се срамам од тоа. Но сепак изборите за мис, песните, моите успеси и се што правам и секој ден колку работам на себе и на вистина тоа нема врска со мојот поранешен маж. И мислам дека со текот на времето и со сите успеси дека сето тоа ќе се тргне. Бидејќи окей, скандал, знам, медиум и се, тоа е интересно, но кога ќе направиш нешто што вреди, луѓето кога ќе видат дека траеш и се трудиш, мислам дека тоа веќе нема да е интересно. Да се вратиме пак на возењето на музиката. Кога се заедно во коло со твојот син, каква музика слушате? Има ли он некоја омилена песна или одите на оние детски песнички или сака можеби нешто до што слушаш ти? Не, мојот син е голем, мојот син детските песни, она Baby Shark, као немој, мама, no. Некето, он слуша, да, омилена песна во последно време, мојот Тони Зен бас. Мислам, јас растев со таа песна, сега он расте и буквално мислам дека онака му е за сега, да кажам, ако нашите пејачи омилен Тони Зен. Дечки, колку време се познавате? Па, со Кики, ја знам пред она да ме знае мене, бидејќи ја мањачев на Инстаграм, нормално. Фоловнав, ама не ми враќаше фолов, викам, видео ти не за манекенка глуми лудило, добро, ја отследив. И некако дојда некои околности заедно со една мој пријателчиња што работат исто трап музика. И викам, абе, кеве, помогнам, викам, за еден настап да дојдете, викам, у Велес, баш у Кали. И они ми рекоа, еј, супер, вика, имаме и да ти донесеме едно девојче, кој е? Кристина, донеси ја, викам, Сега ќе ме заследи. Сега ќе ме заследи, викам. И тогаш он мене не ме знаеше кога дојдов. Да, и од тоа што запознав, значи има некои 3,5-4 месеци упрашање се. Ама за тие 3,5-4 месеци изградивме топ конекција, така да... Не можам да верувам дека 3 месеци, затоа што скоро секој ден сум тука и буквално како да, не знам, како 3 години. Исто, да, ја така ја осеќам. Значи сега кога го спомна Велес, ти првиот настап го имаше во Велес, бевте заедно, какво беше чувството тогаш да се излезе пред публика? Тоа ти беше буквално нешто ново, претпоставувам и сосема различно од она кога одиш по писта кога шеташ. Знаете дека јас имам песни 2 години наназад и до сега сум имала секакви понуди, ама никогаш не ја осети вистинската понуда.
кога Бона ми понуди, тогаш Види значи каков сум, не само- можам да ме одбиеш, разбира. буквално се конектиравме и уште од истиот момент кога завршивме со првата проба и првото запознавање, му реков или со тебе ќе настапувам или нема да настапувам со Да, некој дури друг. ми се уаше после тоа, значи или ти или ништо не Да. правиме. И какви се сега реакциите на настапите каде што одите, заради тоа што вие последниот период сте баш прилично букирани и ви има секаде низ Па Македонија? може да се каже дека сме number one, мислам. Колку и да се противат на тоа, number one сме дефинитивно. Кристина, кој се грижи за твојата гардероба на сценските настапи, заради тоа што секогаш изгледаш одлично, а од друга страна и многу провокативно. Претпоставам тоа е оно што го бара сцената, нели? Па искрено се е смислено пред се во мојата глава и подоцна нормално сите со кои што соработувам се тука да ги остварат моите желби и мисли. Добро, дигнавме ги на 2-3 кредита за сето ова, нормално да ме разбира. Мора, нели? На негово име. А на мој име, бидејќи не ќе ме на Кики да правиме проблеми. Нормално, не дигаме кредити, другите дигаат, ама нема врска. Имаше еден коментар кој што го прочитав на Твитер, кај што беше споделено видео од, мислам дека беше од твојот втор настап, и коментарот беше: па добро, манекенкава не пее, само отвара уста на песниве кои што ги пуштаат. Дали стигнале до тебе вакви коментари? Па да, стигнале до мене такви коментари, но не допреле до мене. Така да тоа е навистина различно. Ние, како што и ве кажува, како што ми е настинат колегата, така ние многу често сме, грлото ни страда, бидејќи тоа ни е нашиот алат за работа, народно кажано. Навистина многу се мачиме, многу работиме на себе и немаме време да ги читаме или да се замараме со тие лоши коментари, затоа што на крајот на криштата ние одиме и доаѓаат на нашите настапи луѓето што не сакаат, па дури тие што не сакаат доаѓаат, но нека продолжат. Вие во изминативе месеци привлековте многу големо внимание, медиумите почнаа да пишуваат дека сте во врска. И сега целиот муабет почна од моментот кога објавивте предновогодишни фотографии, каде што Кристина покриена, топлес покриена со дедомразовска капа, беше седната во скутот кај Боно. А брзо после тоа излезе уште еден муабет кај што Боно рече: доста ми се шеташ по куќа, а Кристина беше облечена во прилично провокативно одолно облек. Во врска сте? Муабети, сега не знам кога тоа е монтирано, е сигурно е монтажа слика. Не знам, Не се сеќавам. Па ние сме... Јас би оставила да луѓето да си фантазираат. Ама вие некако и како да долевате оган на целиот тој муабет со коментарите што си ги Па само се оставате. загреваме сега за сега, искрено ако ме прашате. Кој ги направи секси фотографиите што беа сликани тука? Ние си имаме фотографи, имаме Да, цела да. екипа која што работи со нас, така да секоја слика и нас ни треба еден ден за една слика, буквално. Значи се е ова добро смислен маркетинг за вашата кариера, Да. претпоставам. Мојот личен фотограф и личен соработник кој превзема тој дел за со фотографиите со Кристина, он ги слика Филип Скуе на Инстаграм, али Филип Стојковски. Ама ти ми кажа дека во твоето студио имаш еден посебен зид тука Да, позади ова е нас, тој каде што зид. се сите потпишани. Само јас не го гледам потписот на Кристина. Па На најважната соработка. Нели? Да. го чекам моментот да ја кажам. Имаш ли маркер тука да ни се потпише? Го Мислам спреми. дека физички поприсутна личност се нема од мене во Нема, неговата нема, куќа, од нема, сите нема, ми. нема. Па ајде да се потпишеме Ајде. тогаш. Шикерна, потпиши се најгоре таму да се Таму знае. најгоре? Да, бе, да. Значи шекерна ставаме. Шекерна Не. Лично и персонално со твојот подпис. со мојот потпис, мислам со автограмот за обожавателите. Ај, леле, шекерна. Ете. Дали некој ќе препозна дека ова Кристина? Не сме да препознае. Подобро. Дечки, јас навистина ви посакувам многу успеси во сето она што го работите. И со нетрпение очекуваме вашата следна песна, првата заедничка соработка и поканете на некој од настапите кои ќе имате Со во сигурност. Скопје. Што да го почнеме тек, работите ќе бидат интересни. Фали на вас.